Ние во Europe House, колегата Мартин Николовски се наоѓа таму, ќе имаме линковско вклучување трето за денес на Мартин. Мартин, зборуваме за Навигатор 2, ново подобрено издание на интерактивната игра која на забавен начин ги учи младите за човекови права, токму во период кога одбележуваме 75 години од Европската конвенција. Деталите ги имаме во продолжение, повели. Да, Ване, токму така, Навигатор второ издание, утрово за тоа што носи ова подобрена верзија од Навигатор 2, разговараме со Валјон Салихо од Europe House од Скопје. Валјон, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и добро дојдовте во Europe House. Второ издание на Навигатор, подобрена верзија на онлайн играта што ги едуцира и на забавен начин ги учи младите за човековите права. Што представува Навигатор 2 и кои се новитетите од овогодинешното издание на ова онлайн игра? Да, значи Навигатор е онлайн игра која што има за цел да ги доближи човековите права до младите и не само. За прв пат ја промовиравме лани и фактот дека испадна многу успешна, решивме оваа година да активираме пак. Интересно е што во модерното време веќе учењето станува се менува начинот на учење, повеќето од младите веќе учат и преку геймификација и затоа лани решивме да направиме нешто поинтересно и попривлечно за младите. Тоа што е новитет оваа година, играта е малце повеќе интерактивна од лани, визуелно изгледа поубаво, меѓутоа има уште еден момент, оваа година додадовме една планета која што е портокаловата планета и ја поврзавме со кампањата 16 дена активизам која што ја правиме заедно со Канцеларијата на Обединетите нации. Генерално има доста интерес, лани имаше, како што кажав, многу голем интерес и верувам дека оваа година гледаме дека веќе луѓето почна да играат, гледаме дека мислам дека прагот на поените малце покачен, пошто повеќе ги привлекува, повеќе играат. Тоа што е интересно е дека можеш да играш играта колку пати сакаш и тоа само те надградува кога се опрашање човековите права и твоето знаење. Во година кога Европа одбележува 75 години од Европската конвенција за човековите права, кажавте дека младите сакаат нови формати на учење. Колку е важно токму преку овие формати младите да ги научат своите права? Да, интересно е што оваа година некако јубилејна 75 годишнина и тоа што викаш младите ги привлекува, мора да потенцираме дека учењето, особено за човековите права, не е само нешто што ќе седнеме и ќе го научиме во школа или во клас, туку е нешто со што се соочуваме секојдневно. И ваквите интерактивни моменти, ваквите учења преку геймификација, мислам дека и текако дават значење од аспектот на учење. Тоа што би сакал да напоменаме дека продолжуваме играта целата кампања да направиме заедно со секако делегацијата на Европската Унија, вклучувајќи и тука и Министерството за образование и Galactic Omnivore кој што ја направи играта и младите правници кои што ги создадоа прашања. Така да, као група една која што работевме лани оваа година, мислам дека направивме многу интересен момент кога се опрашање човековите права. Обично порано само се славеше, така да оваа година преку лани, оваа година преку нов начин, модерен начин, се обидуваме да ги како да кажам, да ги учиме младите нешто повеќе со човековите права, како што напоменав, нешто со што се соочуваме секојдневно. Ја споменавме портокаловата планета која е во знакот на 16 дена активизам за насилството против жените. Кои се наградите што може да ги освојат надпреварувачите на оваа игра Навигатор верзија 2?
Да, поради кампањата 16 дена активизам, оваа година решивме порано да почнеме играта. Знаеме дека во декември е денот на човековите права, меѓутоа некако природно се спои со 16 дена активизам, која што и како има свое место во кога се прашање човековите права, и на кој што се однесува до наградите. Главна награда е ваучерот од 60.000 денари за IT опрема. Лани имавме еден млад дечко кој што цела негова соба е опремни со IT опрема. Верувам дека и ова година ќе имаме така некој млад кој што ќе и како му е потребно нешто како тоа. Меѓутоа, кога се прашање наградите, заедно со амбасадите на земјите членки, имаме и други награди освен главната. Амбасадите на земјите членски од Европската унија, кои што некако дадоа некои карактеристични награди кои што ги означуваат нивните држави. Значи имаме награда велосипед, имаме патување во Германија, имаме курс по шпански јазик, имаме карта за воз низ Европа и така натаму. Така да мислам дека имаме доста привлечни награди. Да, освен што ја надградивме играта, мислам дека оваа година ги надградивме и наградите, кои што верувам дека е само ќе ги потикне малце повеќе луѓето да играат што повеќе играта, и освен што ќе добијат награди, да учат нешто. Па убави награди за мотивација да се игра оваа игра. Валјано за самиот крај на овој наш разговор, како може да се вклучат младите во оваа игра, која е процедурата и кој се може да учествува во Навигатор 2? Да, значи може да учествува секој. Лани просечна возраст ни беше некаде околу 28 години. Играта беше играна околу 50.000 пати, околу 340.000 прашања беа одговорени. Така да едноставен е начинот, треба влезе само во страната на Europe House, www.europehouse.mk, и на самата страна имате банер, кликнувате кај навигатор и води директно во игрицата. Не мора ни да се имате апликација ни ништо. Едноставно е, прашањата се интерактивни значи на 25 почна играта и ќе трае до 14 декември. Така да има цели 3 недели тие што не следат да играат играта, и ги потикнувам што повеќе пати да играат, и кој сака може да учествува. Така, Валјон, ние играта ќе ја пробаме веднаш после ова наше линковско вклучување. Благодарам за разговорот утринава во Македонија наутре. Фала и на вас и фала што дојдовте во играта. Новата игра, Навигатор 2, подобрена верзија, е веќе во тек и сите заинтересирани може да ја играат, да ги учат своите права, но и да освојуваат награди. Ване?